Почитувани представници на медиумите, ова е уште една средба на секторот за внатрешни работи во Велес. Тоа е сет на средби што ги правиме во сите сектори за внатрешни работи, заради тоа што се исклучително важни во овој момент кога Министерството за внатрешни работи ќе има една од клучните улоги за спроведување на фер и демократски изборен процес, покрај тоа што и мораме да ги обавуваме сите други активности на Министерството за внатрешни работи да се сочува безбедноста, јавниот ред и мир на граѓаните. Денеска разговаравме со колегите од Велес, ме информираа дека состојбата на подрачјето на СВР Велес е стабилна и дека постојано мора да бидеме во функција на граѓаните и во интерес на граѓаните. Разговаравме за сите проблеми со кои што се соочени, за недостиг од материјално-технички средства, за недостиг од човечки капацитети и како понатаму тоа да го надминуваме. Многу важно е дека граѓаните мора да почувствуваат полицијата како сервис на граѓаните и да почувствуваат дека полицијата ги остварува интересите кои што се нивни, а не да чувствуваат дека ние постоиме, односно граѓаните постојат заради полицијата. Ова е многу сензитивен период. Апелирам, дадов наредби да се постапува исклучиво законски, да ја трнеме политиката од полицијата и апелирам до сите граѓани на Велес и на градовите кои што го фаќаат подрачјето на СВР Велес. Доколку почувствуваат било каков притисок или вклучување во изборни активности на било кој вработен во полицијата или полициски службеник, веднаш да пријават и да алармираат заради тоа што тоа не е работа на полицијата. Работа на полицијата е да ги штити граѓаните и да го штити изборниот процес воопшто. Тоа беа клучните поенти за кои што разговаравме денеска и ќе бидеме тука постојано за да овозможиме нормално функционирање на Министерството за внатрешни работи и да го подигнеме тој степен на комуникативност со граѓаните на Велес. Може да се слушат многу информации, направени разни промени, вака направено, онака направено. Факт е дека има неколку хоризонтални поместувања кои што се дозволени во однос на такви поместувања со законот за измени и дополнување на законот за влада и тоа не е ништо невообичаено. На исто ниво се поместени неколку полициски службеници заради одредена функционалност по проценка на сектор за внатрешни работи и директно. Каква е состојбата во правото за безбедност и контраразузнавање од прокуратурата од вечер како тоа беше отстранен регистратор на СВР? Во однос на ова прашање дадов изјава во тој момент. Се очекува представникот од Ериксон да се заврши и од преостанатиот дел од наредбата на судот. Тоа мора да биде завршено заради тоа што судска наредба е обврзувачка за сите. Истре, во последните денови се појави информација дека пристап до податоците во компјутерскиот систем на ОБК може да имаат и луѓе кои не се во просторијата, односно преку така наречен remote control. Што значи ова и дали се сигурни податоците во моментот кои не се обезбедувани од истражителници? Само сакам да ја информирам јавноста дека директорот на Управа за безбедност и контраразузнавање писмено даде гаранции до специјалното јавно обвинителство дека сите податоци кои што се наоѓаат во Управата за безбедност и контраразузнавање се безбедни дека ќе бидат предадени на специјалното јавно обвинителство како основа за исполнување на наредбата на судот. Шестотте полицајци кои што дадоа заклетва се уште не се расподелени заради тоа што го очекуваме согласноста, очекуваме Министерството за финансии за да се потпишат договорите, а нормално дека одредена бројка од нив ќе има и во СВР Велес. Впрочем да се надомести тој недостаток на кадри кој што го има не само во Велес, туку и во другите сектори за внатрешни работи, меѓутоа денеска се истакна како проблеми во овој сектор. Ваш работен и за таа причина беше донесен со придружба на специјално возило Фортес и така однесен до Скопје. Дали е тоа согласно обстојците во морот? Во секој случај при случај на сообраќајки, па дури и кога имаме некои сериозни болни, ако се процени дека
полицијата може на некаков начин да помогне, тоа треба да го стори без разлика за кој се работи, бидејќи животот на граѓаните е далеку повреден од било што друго. Ви благодарам.